фалите времено. Само фалите троповите. Еден први клук од мене. За ова да ви документирам, значи, да знае јавноста дека вие навистина lijep водовод на Джесскиот тим работи толку успешно. И треба да опрашате Владимир Талевски од каде купи наградата таму од Кембридж. Таа плати не една потрошка за репрезентација, како оди на таму од вашата сметка, купете една таква награда, пак ќе се фалиме като точени към Джесскиот тим на јепа водовод. јепа водовод е најуспешен. Значи, бидејќи се фалевте, еве ви предлагам, може да прифатите со историята, може да не прифатите. А вие победите. Почитувам колега, бидејќи работите там, ви гледам вие цело време спорувате околу работата на едното предприятие водовод, значи дојде, се дискутираше за цената, за добитокот на вода и така натаму и така натаму. Една работа што сакам да ја разјаснам. ВМРО ДПМН е на власт во Битол. Јавното предпријатие водовод е ВМРО ДПМН. Во јавното предпријатие на централна власт, во јавното предпријатие Стрешево, повторно е ВМРО ДПМН. Вие кажувате дека ЈП Стрешево ви правило обструкции, вие фактурирало цената, не знам колко е цена таму и настанале некој таму измеѓу вас недоразбирање. Дали? Порано да ви покажам. Јас не сакам да зборувам во минато, ќе зборувам во сегашно време. Ако веќе двете предпријатија се формирани од граѓаните на Република Македонија, ако сте вие на локалното и на централно, зошто не изнајдовте начин за тоа се балансира? Да се балансира. Оставете го тоа. Лани беше, сакам да кажам, Лани беше за Лани. Зошто во Битола? Значи, ние не можеме да му кажеме на оние што оди вашата мрежа, почитуван колега, почитуван директоре, во Трак, во Будаково, во Дедевалци, тамо каде ви одговарат од мрежа. Зошто плаќа толку толкава цена на вода? Тој ме Стрешево, ако скини ќе ме поплави мене. Јас плаќам најскапа вода во Македонија. Тоа граѓаните прашуваат. Не ги интересира вие колку плаќате кон Стрешево. Тоа треба да го балансира. Знаете како Испања, како во Кувејт и во Саудитска Арабија да плаќаат најскапа нафта во светот. Како Испања кај нас? Скопје ни се може по ерба под нас, цената по-ниска, загуба, не загуба, меѓутоа некој ќе покрија, некој ќе оплати. Кај нас обрат. Затоа овие руралните средини каде што сакате да ги преземете водоводите, не сакате да се приклучат. Токму заради цената на водата, која што навистина е висока. И доста тука со фала. Зборнаме за цената на вода. Ако не беше тоа поскапување, ќе видите колку ќе бе успешно. Денес ќе дискутираме за нешто друго. Меѓутоа јас како граѓанин знам колку осетив, колку треба да плаќам. Тоа е цялата работа. Суровината имаме на чекор до нас, а плаќаме најскапо морјата. Зошто? Тоа е прашањето. Вие имате власта, балансирајте го. Ќе биде интерес на сите. И вас, и нас, и на власт, и на опозицијата. Сите треба платиме. Тоа е тоа што сакам да кажам. Благодарам.